Денеска православната црква ги празнува светиот Евтихий патриарх Цариградски и упокоението на светиот Методий Солунски. Светиот Евтихий патриарх Цариградски. Роден е во Фригија од благочестиви родители. Татко му бил офицер. Еднаш се забавувало момчето Евтихий со своите врсници, а забавата им била во тоа што секој го пишувал своето име на карпата и покрај името оној чин кој по насетување во животот ќе го добие. Кога дошол редот на Евтихий, тој напишал Евтихий патриарх. Во 30-тата година станал игумен на еден амасиски манастир, а кога наполнил 40, амасискиот митрополит го испратил на своето место на Петтиот Вселенски собор. На соборот тој блескал како сјајна звезда меѓу отците на црквата, како со својата ученост, така и со благочестието. Кога настанала препирката дали може еретиците по својата смрт да бидат дадени на анатема, тој го застапувал мислењето дека можат, повикувајќи се на 3-та книга Царства, 13-та глава, 18 стих и на 4-та книга Царства, 23-та глава, 16 стих. И му омилел мошне на царот Јустинијан и на патриархот Мина. Царот многу го прашувал за совет, а Мина, во тоа време мошне богат, го назначил за свој наследник и го замолил царот тоа да го спроведе во дело. Така и се случило. 12 години управувал светиот Евтихий со црквата мирно. Но тогаш ѓаволот кренал бура против него. Таа бура дошла до самиот цар Јустинијан. Имено царот се прелажал и паднал во монофизитската ерес на автородокетите, која лажно учела дека Господ Исус и пред воскресението имал тело божествено и негнилежно, без чувство на глад, жет и болка. Евтихий решително станал против таа ерес, поради што царот го испратил во прогонство, во неговиот поранешен манастир. Светиот Евтихий таму проживеал 12 години и 8 месеци и се покажал голем чудотворец, исцелувајќи ги луѓето од разни болести со молитва и со помазание со елеј. Јустинијан се покајал и умрел, а него го наследил Јустин, кој го повратил Евтихија пак на престолот патриаршиски, на кој овој светител останал до смртта, мирно управувајќи со црквата Божја. Во својата 70-та година се преселил во царството на Христа Господа, на кого верно и храбро му служел целиот свој живот во 582 година. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочну и
Упокоение на светиот Методий Солунски. Светиот Методий, учител словенски, и неговиот помлад брат Константин Кирил се родени во Македонија во градот Солун во благочестиво семејство. На почетокот Методий, исто како и неговиот татко, служеше воена служба. Царот, откако чу за него дека е добар војник, го постави за управник на една словенска област во рамките на грчката држава. Откако помина во офицерски чин околу 10 години и ја позна сета житејска суета, Методий својата волја ја насочи кон одрекувањето од се земно и ги устреми своите мисли кон небесното, оставајќи го војводството и сите животни утехи, тој замина да биде монах на гората Олимп. По некое време во манастирот му се приклучи и помалиот брат Константин. Кога хазарскиот цар Каган побара од царот Михаил проповедници на верата во Христос, тогаш на заповед на царот беа пронајдени овие двајца браќа и беа испратени меѓу хазарите. Патувајки, тие ги најдоа моштите на свештеномаченикот Климент, папа римски. Откако го уверија Каган во верата Христова, тие го крстија овој цар и голем број негови доглавници и уште помногуброен народ. Во 862-та, на барање на моравскиот кнез Ростислав, царот ги испрати да го проповедаат христијанството во Моравија на словенски јазик. Светите Кирил и Методий по Божјо откровение ја составија словенската азбука глаголицата и ги преведоа на словенски јазик Евангелието, Апостолот, Псалтирот и мноштво други богослужбени книги. Тие го воведоа служењето на словенски јазик. Светите браќа беа повикани во Рим од римскиот папа Адријан I, кој ги прими со голема почест, бидејќи тие ги донесоа со себе моштите на светиот Климент Римски. Во Рим Кирил се разболе и умре во 869 година. Методий пак, на прозба од словенскиот кнез Коцел, беше испратен во Панонија откако папата Адријан I го ракоположи за епископ на Моравија и на Панонија. На таа катедра Методий претрпе многу непријатности, па и прогон и затвор, но тој до смртта се потруди на утврдувањето на Христовата вера меѓу словените. Ги крсти чешкиот кнез Боривој и неговата сопруга Људимила, како и еден од полските кнезови. Во последните години од својот живот, Методий со помош на своите ученици го преведе на словенски јазик целиот Стар Завет, освен макавејските книги, како и номоканонот, правилата на светите оци и доста светоотечки книги. Методий се упокои во Господа на 6 април 885 на возраст од околу 60 години. Го имаше предскажано денот на својата смрт. Беше погребан во столицата на Моравија, во Велеград, во соборната црква. Неговите ученици, петочисленици го преминаа Дунав и се спуштија на југ во Македонија, каде што од Охрид продолжија да работат меѓу словените на истото дело што го започнаа Методий и Кирил на север. Thank